Праведниот егумен и кауѓерите. Чита Александар Станојков. Еден праведен егумен сеедно се молел Богу за Господ да ја благослови сите кауѓери што биле во неговиот манастир да се сторат сите прави како него. За многу години се молил егумено за кауѓерите и дури му се здодеало да Бога и пратил еден ангел да му речи да ја прати сите кауѓери на Филјан манастир која ќе му бидел храмо и најпосле тој да оди и после Господ ќе му покажал едно чудо за молбата што се молел. Со голема радост егумено го дочекал дедо што ќе оделе на храмо на некој манастир близу до Дивнио. Испратил кауѓерите двајца и двајца да ода на тој манастир и по некој саат тргнал тој да оди пеш на манастир. Одејќи кауѓери по пато, настрет пат виделе еден стар човек, сиромашец, седнат и да сите кауѓери што поминале му се молил да го зебат али на конја, али на рамо, ако е кабил, за да го однесат на манастир и Божи Господа му дај здравие во фатените дозе што имал. Побожите ми, свети старци, му велел стариот, за јас да дојдам на манастир да белки ќе оздравеа. Арно е бре старче да ти побожиме, ами кога неаме конј што да ти правиме? Чекај белчим ќе помини некој друг човек што да има конј и може да те качат. Така сите беа му рекли и си заминале. Идејќи егумено кај што лежеше стариот, да го види и се врати при него да го види и да го праша што лежи тука. Повози Бог, старче, му рекол. Дал ти Господ добро оче егумене? Тој му одговорил. Што лежиш тука? Белчим си ни етлија за на манастир. Затоа сум кинесал оче егумене, Ардова пусти дозе бој што се болди и неолни, ти ки до овде дојдов и постадав. Сега не можам ни напред ни назад, туку седам и се чудам као да правам. Аби де побида овде нешто кауѓери, му рече егумено. Помина, како да побида? До чудо и сите и помолив да би поможат. Ардова секој би велеше, ако беше имал конј, ќеше да би поможи. Бре, така ти рекоа, му рекол егумен. Која е така? Ела, појми се да те земам на рамо и да те однесам на манастир, да белким ќе ми ти дај Господ здравје. Ка може ти, стар човек, да ме носиш на рамо? Јас тоа нешто не го восприемам, оче егумене, му рекол стариот. Те болав, старче, во името на Бога живого, ела да би се качиш на рамо и да те однесам на манастир, инаку ја нема да одам и тебе да те оставам овде ноќеска. Кој е чул тие збори старецот од егумено, се појмел и му се качил на рамо на егумено. Сопрво му се виде тежок, а после му олестило едно чудо и носејќи го до негде, го виделе кауѓерите од манастир егумено кај го носи риста со голема сила огнена. Удриле камбаните, изваиле литиите и излегле со плач да го пречекаат егумено со риста на чело. Егумено гледа и се чуди, отитол каа чест му прават небу, и тогај се летнал Ристос од рамениците егуменои и летајќи му рекол вака. Оче егумене, ти многу му се молиш на Бога да и направи сите кауѓери као тебе, чунки на сите му се молив да ме земат за на манастир. Никој не ме зеде, само ти ме зеде и само ти прв при Бога. Од тој ден веќе егумено узна оти сосила у бајна не битува. Сосила во рај Господете клава, а пак сосила можеш во рај да влезиш.